со многу радост, сум исполнен што можам овој трети роден на нашата црква да го прославиме на тој начин, заедно со сите вас. За нас како семејство, црквата беше еден голем чекор на вера. Беше на некој начин прифаќање многу нови работи, но откажување многу други работи кои ние како семејство можевме да ги правиме. И тоа што можам да го забележиме дека колку повеќе време сум во мисијата, во црквата, во така натаму, гледам колку во суштина од нас малку зависи работава, туку најголем дел зависи од Бог и тоа што Бог го прави активно. Денес е третиот роден на Евангелска црква Аеродром. И во еден на кој се одбележува и протестантската реформација. Тие што знаете, протестантската реформација се случила пред 500 и нешто години. И како што гледате, исто како тие што бевте на семејната богослужба, со нас се и децата ова богослужба, што сметам дека е исклучително важно. И деца, денески имате една многу важна улога. Може ли? Океј. Значи, денески ми помогнете да пренесеме лекцијата како што треба. Имате таму некои цртежи и јас ќе зборам за некои од тие цртежи, за некои од тие херои кои ги боите, така да ќе ве замолам, кога ќе ви кажам за кој станува збор, ќе кренете овој листот, ќе покажете како изгледаат тие луѓе, нормално замислено, пошто возрастните не знаат, разбирате ли? Возрастните не знаат како изгледал Авел, кој бил Ное, Аврам, вие треба да им помогнете. Може ли? Да. Може ли, деца? Да. Леле, добра, супер. Океј. Христијанството по дефиниција е пророчка религија. Пророчка религија. Имате два типа на религија. Имате мистична религија, имате пророчка религија. Мистична религија во таа категорија спаѓаат будизмот, хиндуизмот и некои други религии, а христијанството, јудаизмот и исламот, сега категоризирам така, спаѓаат во таа категорија на пророчки религии. Што значи пророчка религија? Пророчка религија значи дека во одреден момент во историјата имало објава и на база на таа објава настанува религија. Христијанството е религија која почнува затоа што имало објава од Бог. Ако одите да студирате теологија, ве охрабрувам, но ако одите да студирате теологија, ќе видите дека почетокот за било каква теолошка расправа е дека Бог се објавил. Бог се објавил и затоа ние зборуваме за Бог. Доколку немало објава од Бог, ништо од тоа што сега го имаме немаше да постои. Немаше да го имаме тој дискурс, немаше да го имаме тој разговор. Почетокот на Библијата го пишува почетокот на нештата, на сите нешта. А првите искажени зборови се нека биде светлина. Тоа се првите искажени зборови од Бог. Од една страна колку е тоа символично, дека првите зборови кои Бог ги кажал се нека биде светлина, но и колку прецизно е опишано што се случува кога Бог зборува. За мене тоа има некое такво длабоко символичко значење. После падот во грев, а тие што малце знаете за библиската приказна е дека имало змија, имало плод, имало дрво на познавањето на доброто и злото, кој човекот не требало да го проба, но излажан од змијата, човекот паѓа во грев, паѓа во непослушност кон тоа што Господ го зборува. Тој после падот. Бог повторно е оној кој го бара човекот. Низ текот на целата историја, она што во Библијата е содржано се токму моментите во историјата во кои Бог се објавил на човекот. Ако се прочитате што е Библијата, во кратко Библијата е тоа. Записи во текот на 1400-1500 години запишани моменти во кои Господ се објавува. Интересно е каква кохезија има сето тоа пишување. Значи 1400 години е многу време. Сегате, многу време е тоа. 1400 години е кога зборим за сола скриптура, во една од тие серии кои имам сега, денеска завршувам со таа серија за наследството на протестантската реформација. 1400 години е толку колку што словените живеат на Балканскиот полуостров. Од прилика толку време е тоа.
Во еден толка временски период е пишувана Библијата. Од различни автори, на различни имања, од различни позадини, со различни занимања од кај доаѓаат. Сепак кохезијата која има приказната, кохезијата која има тој сплит на околности што се случува, таа објава е неверојатна. И како покажуваат кон една работа, тоа е неверојатно. Низ текот на целата историја, како што кажа Библијата, фактички е документ кој содржи сите тие Божји објави низ историјата. Божјата објава преку Ное, преку Авраам и останатите познати ликови во Библијата се моменти на Божјата објава во кои тој повикува луѓе за одредена задача. Библијата тие луѓе кои се опишени ги вика хероите на верата. Хероите на верата. Денеска зборувам за едно од тие протестантски начела на реформацијата која се вика сола фиде. Сола фиде. Преведено на нашки значи само вера. Тој на латински значи. Верата е почетната точка во разговорот со Бог. Се почнува од вера. Библијата пишува многу јасно дека без вера не е можно да му се угоди на Бог. Понекогаш ние мислиме дека не знам какви жртви, не знам што и да направиме, што и да научиме, дека тоа ќе биде доволно. Не се работи за тоа. Се работи за чекор на вера. До сега зборував многу пати за верата и што представува верата и колку суштински елемент е верата од нашиот живот. Верата е толку суштинска како воздухот. Ние не приметуваме. Знаете ли дека ние фактички без вера не може да живееме, без концептот на вера? И за мене наједноставниот, многу е прост тест, да не ме сватите дека на тоа ја сведувам верата, но многу прост тест на верата, знаете ли што е? Столчето на кое седите сега. Затоа што ниеден од вас не е видов пред да седне да земе да го испита столчето од какви материјали е направено, кога е произведено, дали има сертификат некој за да седне, за да знае дека ќе го издржи, така ли? Сите едноставно што? Седнахте на столчето. Тоа да ви кажеме чекор на вера. Пошто од кај да знаете дали столчето ќе го издржи? Други еден чекор на вера, искрено да ви кажам, е купувањето во било која продавница. Ние имаме вера не само во столче, да кажем, ај столчето, ќе кажеш, ќе видам, ми верувам на моите очи, тврдо и така натаму. Секој производ што го купи, ние веруваме дека тој што го произведува, дал се од себе да биде чисто, да биде како што треба, да не се опомнет рок, тој што го пакува и тој што го продава. Значи ние на еден ланец на луѓе, ние правиме еден чекор на вера за тоа што ќе го ставиме во уста после да сметаме дека нема да не убие. Тоа е вера. Без концептот на вера човекот не може да живее. Да не одам сега во некои морбидни ситуации во кои да кажеме возиш кола, имаш вера од другата страна дека ќе си остане на својот талент и така натаму. Све е чекор на вера, верувате ми. Верата имате во сите аспекти од нашиот живот. Толку е природна за нас, што е како воздухот, ние не приметуваме, а зависиме од тоа. Тоа е голема вера. Кога Библијата вели дека не е можно да му се угоди на Бог без вера, верувам дека зборува за нешто најосновно кое постои. Ако Библијата кажеше не е можно на Бог да му се угоди, ако некој не отиде во тоа место на земјината топка и на поклонение таму, тоа ќе беше тешко. Не може секој да се го дозволи, не може секој како ќе отидеме секој моментов, не сите се вакцинирани, па не може да патуваат. Има милион пречки. Но Господ, тоа што мене најмногу ме фасцинира во Библијата е тоа што најважните работи по прашање на Господ ги прави наједноставно. Затоа што секој може да верува. Не секој може да учи теологија, не секој може да прави некои работи, но секој може да верува. Библијата кажа, без вера не е можно да му се угоди на Бог. Како што кажа, верата е првиот, најважен чекор во односот со Бог. Што и да имаме друго на план, на ум и така натаму, верата е тој суштински чекор. Во Евреите, 11 глава, 1 стих, овој дел од Библијата дава една добра дефиниција за верата. Вели вака:
А верата, слушайте внимателно сега. Деца, слушайте и вие. Ме слушате? Да. Одлично. А верата е подлога за увереноста во она на која се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Верата е темелот на нашата увереност, на нашето убедување, на нашата надеж. Не се работи за некакви реликвии или некои поединци кои сака нека да тој поединец, или некаква институција која сака институција нека е таа. Темелот врз која се надеваме е нашата вера. И не било каква вера, не само вера како концептот на вера, туку вера во личноста на Исус Христос. Секоја човечка институција, вклучувајќи и оваа локална црква, може лесно да се искорумпира. Многу може лесно да се искорумпира. Не се лажеме. Сите ние сме грешни. Не мора јас да ве убедувам во таа работа. Можам слободно, вака само да си погледнам во моето срце, ќе знам што се извира од моето срце. Не сум совршен. Секоја човечка институција може да се искорумпира. Ние луѓето сме грешни, секој од нас. И затоа темелот на нашата надеж не е во ниеден човек или во ниедна човечка институција, туку во верата. Верата во Бог. Довербата во Бог. Тука се темели, на тоа се темели се. Овој стих за кој сега го читав е вовед во главата во посланието на евреите кој се верува, кој се нарекува честопати дека тоа е главата во Библијата која зборува за хероите на верата. Спомнете се некои познати библиски ликови за кои децата ќе треба сега да ми помогнат. Ама ќе кажам, ај прво да прочитам, како што ќе читам, и кога ќе дојде некој лик, ќе замолам да подигнете цртеж. Може ли? Тенки, деца. Со вера, Авел, го имате ли Авел? Да видам Авел кај е? Ај свртете да видат возрастите, пошто јас знам сега. Сум учел теологија. Го имате ли Авел? Еве го е тука со двајцата браќа со овчичките што се Бенјамин. Крени го Бенјамин. Ја го видов, другите го видов. Видовте ли? Е така. Ова е Авел. Вели вака, со вера Авел му принесе на Бог подобра жртва од Каиновата. Преку неа тој доби сведоштво дека е праведен, бидејќи Бог последочи за неговите дарови. Преку неа, иако мртов, тој уште зборува. Преку вера Енох, и сега Енох го немате. Преку вера Енох беше преселен за да не види смрт и не се најде бидејќи Бог го пресели, зашто пред преселувањето тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Преку вера Ное, може да го покажете Ное? Еве го Ное. Деца, ај вие покажете го Ное. Браво, одлично. Така луѓето, одлично. Еве го Ное со потопот. Преку вера Ное, откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Со тоа тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера. Со вера Авраам, може да го покажете Авраам? Еве го Авраам со Сара. Фала дечки. Со вера Авраам, кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство и тргна, не знаејќи каде оди. Со вера се всели Авраам во ветената земја, како тугинец и живееше под шатори со Исак и Јаков, наследници на истото ветување, зашто тој го очекуваше оној град што има основи, чиј градител и творец е Бог. Амин. Тие се херои на верата, затоа што гледале во нешто кое се уште не се гледа. Верата е поглед во некои работи кои тек доаѓаат или кои веќе се тука, но се уште не се видливи за сите. А зошто имале тие таа увереност? Тој е голем ризик, знаете ли? Како можеш да бидеш сигурен дека Господ те повикал во нешто? Како можеш да бидеш сигурен во верата која ти имаш? Како имале таа храброст да ги направат сите тие огромни работи кои за некои значеле и огромен ризик?
За Авел, кој со вера му принесел жртва на Бог, ризикот и последицата бил неговиот живот. Тој бил убиен затоа што неговата жртва била како што треба. Каин и Авел се една од оние приказни за кои познатиот, ако се слушнале за него, Джордан Питерсон, ќе каже дека се приказни без дно. Иначе интересно е дека приказната е неколку стиха, 10-11 стиха е. Авел, оној кој сега го спомнавме, не кажува ни еден збор. Нито еден збор не кажува. Но сепак неговата вера е погласна од се и зборува длабоко во историјата на човекот. Тој е како пример од историјата што значи верата во Бог. За Ное ризикот бил години и години потрошени за градење брод за кој во текот на целиот процес немало никаква намена, само социјален срам. Ако сте го гледале филмот Сенокниот Иван Almighty, не знам дали сте го гледале, еден од моите, онака, овој глумецот, умирен комедијант Софани. Ако го гледате тој филм, ќе видите што значи социјално самоубиство. Едноставно не може да се помогне човекот, тоа што го прави го бутка се подоле и подоле. Тој филм е една модерна интерпретација на тоа што Ное го доживал во свое време. 120 години проповедање за Божјиот суд. Отприлика тоа Ное го имал како мисија, одгоре на тоа градење брод. Ние славиме сега 3 години ЕЦАЕР. 3 години. Скажа што тоа е многу, тоа не е малце. Посебно ако го водите сето ова тој процес, ако сте дел од тој процес од почеток, ја дури сега не можам да замислам време пред постојањето на ЕЦАЕР, пошто е захтевна работа. И така натаму. Замислите 120 години. 120 години тоа да се работи. Тоа за мене е херој на верата. За Авраам значело излегување од домот на својот татко, од градот, од сигурност и живењето како бедуин во шатори, без постојано место на живење. За денес е тешко да се замисли некој од Скопје да се префрли во Пробиштик, не знам, да живее. Останало тешко е. Не зборувам лошо за Пробиштик, но моментално трендот е од помалите места луѓето да идат према поголемиот град. Многу тешко да се замисли некој од поголемиот град да отиде во некој помало место. Значи, луѓето го доаѓаат заради подобар живот, заради подобар економски статус, повеќе прилики, подобро образование за децата и така натаму. Во тоа време не значело само тоа. Знаете, Аврам во моментот кога тој излегува од градот од каде што тој повикан да излезе, градовите во тоа време не значело само економски статус, значело и безбедност. Значи, ако ти си на патот, ти си изложен, тоаш немало правна држава. Каква правна држава? Значи, имало разбойници кои живееле од разбойништво. Тој им е работа. Ги бараат овие што шетат, за да ги врабуваат, за да ги и така натаму. Во тоа време градот значи заштита, затоа што имал зидини, имало цар кој го штити, имало војска, имало се. Аврам во тоа време излегува од градот, од безбедноста, во вера тргнува на едно патешествие. Тоа што е една од тие работи, ако го читате приказната за Аврам, ќе видите дека има еден момент кога Аврам, кој е бедуин, кој живее во шатор, се случува тој парадокс. Аврам оди со своите слуги го спасува градот, утврдениот град, кој бил поробен, кој бил победен. Авраам го спасува градот Содом од робството. Наместо обратно се случува тоа што се случило со Авраам. Како може тие библиски јунаци да действуваат толку уверено, без притоа да го видат со своји очи она за кој толку многу жртвуваат? Знаете, црквата, како и овие библиски херои, повикана на иста вера. Ништо помалце. Ништо помалце. Црквата секој ден од нас поединечно, кога зборуваме за христијанство, повикани сме на тотално иста вера и ништо помалце. Знаете, последните зборови кои Исус ги кажува се следните зборови во Матеј 28 глава 18 до 20. Вели вака: тогаш Исус им се приближи и им рече: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Така одејќи ли затоа, одете и направете ги сите народи мои ученици,
крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Ние моментално, или верата, се наоѓа помеѓу две изјави од ова што сега го прочитав. Првата изјава која Исус ја кажува е ова: сета власт ми е дадена. Втората изјава е: одете по цел свет. Нашата вера е тука некаде, на ова зборче затоа. Дадена ми е сета власт и затоа одете по цел свет. Затоа е моментот на верата. Сола фиде. Зависи целосно од верата во оваа изјава која Исус ја дава. Дали веруваме дека неговата сила нас не опремува и не припрема за мисијата која тој ни ја дава? И дали веруваме дека не постои друго место или метод кој нас ќе не припреми за таа мисија? Знаете, ако веруваме дека Исус ја има целата власт на небото и на земјата, тогаш мисијата е загарантирана. Тогаш мисијата има логика. Ќе ви кажам што нема логика. Тоа што апостол Павле е многу смел да каже. Знаете, понекогаш ние знаеме, пошто живееме после Еинштейн, релативитетот ни е многу позната категорија за нас, концепт, и ние се обидуваме да ги изрелативизираме сите нешта. Ќе кажеме, па добро, знаеш, Исус бил добар учител, бил добар, не знам, човек и така натаму. Знаете, апостол Павле оди чекор понатака, вика, ако Исус не е воскреснал од мртвите, напразно е нашата вера. Не се работи само за добро учење, не се работи само за добар учител, добро поучување, туку се работи за вера во она што Исус го направил и она што Исус е. Или тој е, или не е. Само во вера во еден таков Исус, црквата има смисла да постои. Иначе нема апсолутно никаква смисла да постои. Само преку вера ние имаме пристап до таа мисија до која Исус нас не повикува. Само преку вера имаме спасение. Само преку вера ние можеме да одиме по целиот свет и да правиме од сите народи Христови ученици. Тоа било исто за учениците од првиот век, кога тие биле само неколку ученици. Тоа е исто и за учениците од 21 век, кога неговите следбеници се многу. Еца Аеродром беше чекор на вера за нас. Тоа што верувам дека Бог ме повика да влезам во еден таков проект. Интересно е кога си правев математика, што се треба се прави, јас бев overwhelmed, како да преплавен бев. Затоа што знаем дека сватим дека црквата е многу поголем проект од сите мои лични, како да кажем, лични способности, лични енергијата што имаме, сум повеќе тоа од мене. Не можеме с тоа да го исцркваме. Преку вера ние можеме да видиме црква, заедница на верни кои ќе носат светлина на секаде. Каирос е еден од тие проекти за кои Марија зборуваше. Настојно Каирос одговара на потребите на луѓе кои навистина немаат ништо. И преку вера тоа го правиме. Не дека ние имаме сега милиони од вишокот даваме, туку преку тој чекор на вера. Преку вера ние можеме да собереме некои финансии да помогнеме во Африка и тоа ќе го правиме. Преку вера јас можам да видам како тоа заедништво на верни носи промена во заедницата во која живее. Преку вера јас гледам кон нови генерации кои гледаат и нивниот поглед е вперен кон Исус. Преку вера можам да видам иднина. Преку вера можам да ја видам надежта на која се надевам. Преку вера гледам како Бог создава црковна заедница која ќе има влијание во целата заедница во која се наоѓаме и во која живееме. Преку вера тоа го гледам. Јас сум кажал неколку пати, ако не верувам дека Господ носи нешто ново, јас тоа нема да го работам. Тоа е млатење време е тоа. Ако навистина нема некаква промена. Господ не бојба на реална промена, на суштинска промена. Промена на разина на срце на човекот, бидејќи од тука извираат сите нешта. Апсолутно сите нешта. И најдобрите нешта кои човекот ги има, но и најлошите нешта кои човекот ги има. Руски писател ќе каже, границата помеѓу доброто и злото не поминува низ нации,
туку директно низ секое човечко срце. Од тука поминува границата помеѓу доброто и злото. Јас верувам дека Исус, неговата приварна мисија е не само да го поправи нашето ново срце, туку како што е Библијата, со библиски јазик да се изразам, тој дава ново срце на секој еден човек кој верува во него. Се што Бог сака од нас е вера во него. Не во нас и во нашата способност. Вера во неговите ветувања, вера во неговото делување и вера во неговата способност дури и на црното сценарио да го претвори во точка пресвртница за заедницата. Ако Бог може тоа да го направи со крстот и Исус, тогаш може од секој од нас да направи победник. Или јас би рекол вака, од секој од нас Господ може да направи уште еден херој на верата. Само ако го направиме тој прв чекор на вера и веруваме во тој процес во кој Господ сите нас не води. Се што треба да направиме е чекор на вера во Него. Ќе видите дека најголем дел од работите, најголем, ја да кажам дури сите работи, не зависат од нас, туку зависат од Него и како дозволуваме тој да работи во нас. Тоа би било и моето сведоштво на изборот кој го имам јас за оваа црква денес. Да се молиме, да му благодариме на Господ за се и да направиме чекор на вера. Затоа што само преку вера може да му се угоди на Бог. Татко наш небесен, те благодарам за тоа што први најтешките работи или најважните работи ти ги правиш наједноставни, а тоа не покажеш во еден чекор на вера. Господи, фала ти за тоа што Боже ме, во Тебе може да се надеваме, во Тебе може да Господи, приеме од животот кој Ти ги имаш за нас, од надежта. И Господи, затоа те молам да бидеш со нас. Благословен е Боже мој, припремнени за тоа што Ти го имаш за нас, Господи. Те благодарам за овој трет роден на оваа црква, Господи, Боже мој, јас те молам нека се множат се од денот додека Ти не се вратиш на оваа земја, Господи. Тоа е нашата надеж и вичекување сме тоа што Ти ќе го правиш, Господи, Боже мој. Татко ме веруваме во малите почетоци, во почетоците на нашето срце, Господи Боже мој. И веруваме дека од Тебе изира живот, од Тебе изира надежта, Боже мој, и затоа очекуваме Тебе. Господи, биде благословен и прослави се. Амен.